Гледам, многу луѓе се најдоа засегнати од тоа гибањето дечиња. Де ме камам па ти каков си од милост ето. Види вака, од милост можеш многу работи да направиш, можеш да се насмееш, можеш да му зборниш, можеш да го заиграш со рачињата нешто. Некои луѓе од милости пари надават, поклони купуват. Пример вели. Не мора значи дека мора за лице директ да фатиш малото од милост. Патем да прашам кога последно вашите деца му имате вака направен. Там пример вели. Или кој се работи за нешто ваше не треба да се збора. Да не се прашва ако можич. И знам дека после овој ти спани ле, овај лош бил. А знаеш како? Кој те праш? Јас ќе си кажам што мислам на темата, па вие како сакате. Тоа најпрво си ја маниме шпицата ни, па после здравие Божи се ќе си речи. Божи, ајде да те пуштам. Не знам за другите, ама ние ко народ, кој сакаме да покажиме милост, топлина, возбуда, не знам, наклонетост да речиме, афекшен што би рекле во Америките. Изгорени сме да гибаме луѓе. Значи гибачи невидени. Сегде во светот ќе одиш ќе видиш некој ќе му кренеш рака. Хај си чопреј. Ама вие таму како све бе брат. Значи ги си мафнат и се поздрават и си продолжат по пат. Максимум што може да се случи е здраво шопреш или добро се. Кога ќе испомнуваме Америките, знаеш што не поздравите раперски што ги правиме. Кај си брат чопреј. И толку. Освен ако си на Балкан. Кај нас тука не можи со здраво пријатно помени работа. Значи ќе се видите од далеку, ти мафнуваш тоа од таму. О, кај си бе? И тука го имаш онај сила неброена, поздрав, стегнување, раце, страствено ме сваќа. И рацете се држат цело време дур прајте муавет со додатни некои гибања. А, вежбаш. Нарамо рака, твоите шопратарни се. И не само што ги ти ја држите, стегаме, сваќаш. Па има па некои луѓе кои те фати на некое бош место, не знаеш ни дека постои можност некоја те гибне. Ти фати некој прешер поинт овде, вратот ти го искри вака да го носиш. Или ќе земи за салот од стомако. Што бреш батаре миси? И сега не су. Ме го одиш во слабата точка, како мошарен да бидам. И ајде сето то супер, еве, од возбуда луѓето, од потребата за човечки допир што не ја доживеале како деца од своите родители веројатно. Сакат да те испочитуваат со допирање. Ајде добро. Не разбирам, ама добро. Оти мора бебињата ги гибате, мен, тоа ме интересира. А и жените цел век со кукли си играт, па ова како кукле ќе му се види, ќе разберам малце од малце. Ами мажите бе, просечен македонски маж, детето си го има фатено 3 пати во веко. Го клавал в кола или го вадел од кола, го оставал негде на кревет, небитно. Ама ќе види туѓо дете, на чичо и одма во сурато, шо има, смугредно. И ште му е гајле, не е битно што се настинаат и што гибат со рацете сегде па во беблако, што може 300 работи да му пренесат, то не е битно. Битно тие ќе му одат и ќе му зборнат со еден така милозвучен глас. Едно милозвучно, бе, се ежам моментално. Значи нема посмешно од возрастни луѓе го му зборат на бебе. Мислам, добро, такал некој ти дојде малце по-детски да речиме да зборат. И сигурно нема дојш на бебето му речиш кај си бе, кој што си вели мене, макар што јас така му зборам. Или па малце по-тенорски некојаш, кај си бе? Абе, кај си ќе му речем, тој ќе ми речи кај Фикрет во дворот. Ама има некои луѓе бе брат, скроз го извеличват глас. И пример седи в количка вако во кокорен во очите. Ти вика, шо му е на овие бе брат? Дека речи шосторе ти каков си? Демек син ти златен да не огибаме. А не се работи за син ми златен, општо за сите бебиња се работи. Чи малце си не мора ни да си писмен. Малце логички да размислиш, ќе сватиш дека то е едно мало кревко суштество. Нити има имунитет, нити кожата му е како наша, нити разбира. А е родено во земји кај што луѓето ден денес не мијат раце од кога ќе одат во WC, пошто чисти се тие, ме сваѓај. И се ги бркал рацете кај стигни, паќал пари, кафиња, мафиња, ки е шофаќал и ќе дојди кај малото во образите и не дај Боже другиот ден мозолчиња малото на сур. Или кој што не дал Господ така бистри деца, сите излегват на стинат. Значи не се и болен дома, не болен тој да се прошета, кога се прошета в маркет. И ќе настинат в маркет, ќе кашла, ќе буфта и ќе види количката и над количка ќе застане. Ти бе многу фер, ами ако не искаш лај му се во количката на малото. Сега речиш ако нека гради имунитет. Во ред, нека гради имунитет, ама на начин на кој јас сакам да гради имунитет. Не тебе како што ти текнал. Тебе како што ти текнало со твоите. И не јас тоти луѓето се љутат, кои се налјути родите. Значи нив не смееш збор да му речиш кој се работи за нешто нивно, го ќе сакат тие нешто да прат, ама тие смеат да ти кажуват тебе, оди тие се знаат. Чекајте малце бе другари. Може кој сака колку сака се љути. Ама ако мене нешто ми смета, и ти го речам, па го ти чини арна, ако не, кој те праша? Оти ако ти немаш доволно совест да си знаеш одредени граници, јас ќе ти кажам. Не е проблеми. Сам не треба
овој муабет воопшто го правим, пошто ко што рековме малце од малце да имаш сенс, што викаат американците. Малку осет да имаш, ќе знаеш дека не треба одредени работи да се прават во живот. И ај налет до пирање. Има луѓе бе брат, особено од повозрастните што се изгорени да обацат бебе. И јас разбирам. Бебињата се сладки, имат образи само за гњавење. Ма ти се бацва бе туѓо бебе, ма. Со кој памет себе си своите бактерии, греој, не знам како ги наречам што ги носиш, ги изложваш на бебе сега роден. Шо ветер? Или дека туѓо е, па ако ајде што сака нека прави. Немам да ве разберам. Јас сум дечар по природа. И во нашите другари пријатели имаше баги што имаа деца пред нас. Во веко му немам речено еј може да го земам и да одам да го гњавам бебето, го бацвам да го гушкам. Пошто ако сакат тие ги ти речат. Обично новите родители се преморени, оттепани со двај чекат додат негде на гости да му тупнат на некој бебето малце го поболат друг раце. И кој ќе ми даеле бебе, сум го држел, сум го думкал, ќе му зборам, ќе му пеам, ќе му свирам, небитно. Ама шо барам насурат да го гибам? Зошто би застанал да гњавам туѓо дете и да штипам образи, да го бацвам, да го малтретирам? Особено па ваков небричан со бради. Кај шо ми кога сакаш пак има поке бактерии од оби. Јарно, ма не. Луѓето од двај чекат да малтретират туѓо бебе и ти се љутат кој што реков. О, не дај Боже, нешто фаца само да направи. Одма оти шо, одма тој одбранбениот став да те направи ти да се осеќаш криво, ти тој ја греши работа. И чим го користат толку многу луѓе, веројатно му функционира кај народ. Арно, ма кај кој како? Не уште појако. Што на пример на секој излегвање среќаваш и возрастни луѓе, и наши врсници, и дечи. И знаеш која категорија најмногу сака да гњави бебиња, да гиба и да прави? Највозрастните ва. Муш природно ќе помислиш дека се децата, ама децата за чудо некои имат најмногу осет од сите. Значи досега се нема случајно дете, сме сретнале многу и сите сакале да го видат, се нема случајно дете да дојди да го гибни на лице. Шанса нема. Или ќе фатат за ноџината, за чорапчето или евентуално за рачето. На кајглата никој не пушта рак. Значи деца мали предшколска возраст и школска возраст има поке осет од највозрастни. Што се нели растени пред нас имат поминато и само тие знаат, никој не знае. Ако се тие растени во други времиња, тоа е најакиот изговор. Кој сакаш да звучиш попаметно, мали сте вие, не знаете други времиња сте растени, ние сме во друго време растено, тоа школството чинеш. Исто и кога треба жртва на незнаење да се види, абе знаеш други времиња, ние бевме растени, вие сте понапредни сега. И како сакаш сврти ти си крив пошто си помал, ме све. Ама тие пошто живееле во време кај што се пушело, се пиело пред деца, се гибало, се зборало, се давало вода со орис, се давало чајој, не знам што се давало, и пошто 99,9% се живеени во фамилиарни куќи со свекрви, со снаи, со золви, со шо се не, и сите нешто му кажвале, и сега имат потреба и тие да го прат истото на други луѓе. И ќе дојди, ќе ти гиба, ќе ти кажва, вака сврти го во количката, онака направи го, не знам како направи го. И јас разбирам дека многу пати е тоа со најдобра намера. Ама лавајте бе луѓе. Шо ветер, најубајте моменти од родителството според мене се моментите кога ти и беблако сами се учите како. Или барем јас сум таков човек, јас не ќев никој да ми кажува како да сменам пелена, шо да направам, сакав јас да направам. Јас да пробам да го преслечам, јас да му сменам пелената, јас да го пробам нештото, за јас да си го научам, за да ми остани во меморијата врежено дека јас сум го направил, а не дека еди кој си ми кажал. Ама добро, може да и јас не сум право, не можеш да знаеш. Како и да е, доста е за денес. Јас знам дека вие ќе си продолжите да си терате така како што си терате, без разлика што вели овде, што си е ваше право. Исто како што е мое право да ви го речам тоа што мислам. Ако чини арно, ако не, кој те праша. И толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.